Добар ден, почитувани гледачи. Претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска е во еднодневна посета на земјава како продолжение на неговата турнеја во Западниот Балкан. Повод овој интерес, да речеме, на европските лидери да го прокоментираме за тоа што тој значи и дали фокусот на Брисел се позиционира и кон Западниот Балкан, конечно после подолго време. Мој денешен соговорник е Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен амбасадор и така натаму, да не набројувам. Добар ден, добре дојдовте во студиото. Добар ден. Што значи генерално оваа посета? Нормално дека е дел од редовната работа на претседател на Европски совет, меѓутоа во последно време се повеќе слушаме пораки дека фокусот мора да се врати кон Западниот Балкан, претпоставувам заради целите овие влијанија на геополитичката карта и изместувања кои што може да имаат различни последици. Би било добро доколку овие посети навистина значат едно суштинско поместување во целата агенда, распоред на Европската Унија во однос на проширувањето, знаејќи дека во изминатите неколку години ние сведочиме на еден застој во целиот овој процес, особено со државите како Македонија, кои што одамна веќе требаше да ги имаат започнато преговорите, сегогаш Европската Унија или пак нејзините држави членки се обидуваат да го забават или целосно да го замрзнат патот на државите од Западниот Балкан кон полноправното членство во Европската Унија. Исто така, оние развојни процеси кои што ги гледаме во однос на руско-украинската војна и неможноста да се постигне едно пошироко европско единство ја наметнуваат потребата Европската Унија да се врати на процесот на проширување и преку неговото забрзување да ја зајакне самата Европска Унија и незината глобална улога, затоа што во контекст на изменетите трансатлантски односи, кога Соединетите американски држави се на некој начин се повлекуваат од доброто традиционално партнерство со европските држави, Европската Унија е исправена пред еден предизвик да ја зајакне собствената улога на глобалната сцена, а тоа може да се постигне според мене на два начини кои што би требало да се движат паралелно. Тоа е зацрстување на внатрешното единство во Европската Унија меѓу актуелните држави членки и преку нејзиното проширување со нови држави членки, како што се државите од Западниот Балкан или пак државите од Источна Европа. Се чини македонскиот пат кон Европската Унија е многу специфичен во овој момент, но ако така гледаме и наназад, речиси 2 децении, но сегашниот актуелен момент ни дава или не ни дава за право да сметаме дека во иднина ќе може да очекуваме да бидеме ставени на таа брза трака. Сведоци сме, Албанија и Црна Гора веќе забрзано од Западниот Балкан чекорат на тој пат кон Европската Унија. На нив им се приклучува и Молдавија со проценки дека во наредните неколку години тој процес може да се финализира, а ние сме се уште на самиот почеток, знаеме зошто. Што и ваквите средби можат да променат и дали воопшто може да се влијае на тој пат некако? Доколку анализираме Европската Унија и нејзиниот однос кон државите од Балканот или поширокиот регион на југоисточна и источна Европа, така нареченото европско соседство, можеме да видиме дека различни држави со различен интензитет биле посветени на овој процес и од друга страна нивниот пат и напредок кон приклучувањето кон Европската Унија бил различен. Македонија во минатото беше можеби предводник на целиот тој процес во регионот, сега сме некаде на крајот и според мене идниот круг на проширување на Европската Унија би вклучил повеќе од една држава членка, односно ќе се случи едно групно проширување. И добро е што ние сега имаме едно приклучување на нови држави покрај државите од Западниот Балкан, што значи дека Европската Унија би била заинтересирана во еден момент или приближно ист момент да прими повеќе држави членки. И во тој контекст се гледам шансата Европската Унија да направи една проценка дека групното проширување со вклучување на сите држави од Западниот Балкан ќе биде еден подобар потек во нејзиниот процес на собствено зацрстување. Но во моментов тоа изгледа дека повторно тука има поделба на прва брзина во Западниот Балкан и на некоја втора во која што сега за сега се гледаме таму во
веројатно со Босна и Херцеговина, Косово и Србија евентуално. За жал сме во тој втор круг, јако во минатото, како што кажав, не бевме напред, но во текот на самите преговори, доколку ние во догледно време, во текот на ова или наредната година ги започнеме формално преговорите, сметам дека таа разлика која што постои сега со државите кои што веќе преговарат ќе се изедначи и некаде на крајот на преговорите ние ќе бидеме подготвени заеднички да влеземе во Европската унија. Сепак тоа е на оптимистичката страна, не толку оптимистичкото сценарио е дека ние нема да го затвориме овој спор со Бугарија уште долго време и за жал ќе можеме да бидеме држава која што заедно со некои други држави на Западниот Балкан ќе остане надвор од следниот круг на проширување. Тоа ќе биде една несакана варијанта и за самата Европска унија. Недавно имавме ние една проценка дека патот на Македонија кон Европската унија е несреќна приказна, меѓутоа сметам дека несреќната приказна е самиот процес на проширување кон државите од Западниот Балкан, затоа што Европската унија не изнајде начин како да ги превенира тие потези на унилатерално вето, односно замрзнување на процесот на проширување заради билатерални спорови меѓу држава членка и држава кандидат. Има ли шанси да се превенира таков вид на унилатерални вета во иднина, бидејќи неколку пати се најавува и самата Европска унија дека треба да се смени системот на гласање, треба да се направат приоритети при таквиот начин на избор, меѓутоа и всушност две прашања тука имаме. Значи, има ли шанси Македонија да појде напред во преговорите без да го смени уставот во овој момент, како што се бара според преговарачката рамка? И второто прашање, ако тоа не се случи, зашто не гледаме индиции во македонското општество дека може во овој момент да се направи, има ли шанси да се прескокне ветото? Па на ова прашање мислам дека се можни две сценарија. Доколку тргнеме од предпоставката дека Македонија нема да го промени уставот онака како што бара соседна Бугарија, едниот начин е ние да ја убедиме соседна Бугарија дека целиот тој процес ќе оди паралелно со преговорите, што оди на линија на оној предлог на македонската влада за своевидно одложено дејство. Значи тоа решение би можело да се постигне во една билатерална комуникација со Бугарија. И вториот е самата Европска унија да најде начин да го заобиколи употребата на правото на вето. Ако сака. Доколку сака, да. Неодамна ние имавме една изјава од висок претседник на Европската унија, каде што се наведува дека во случај Унгарија да го блокира членството на Украина во Европската унија, односно незиното напредување, Европската унија има план Б, што значи дека постои барем замисла за некаков план Б, кога една држава членка го блокира патот на државата кандидат, истата се заобиколи. Дали ќе се оди со официјална измена на договорите, затоа што правото на вето е зацртано во сите тие правни документи кои што го одредуваат начинот на гласање, или пак ќе се постигне некаков неформален договор, како што во случај како што имавме во минатото, кога државата која што сака да го употреби ветото едноставно нема да присуствува на еден дел од средбите каде што се носи одлуката и нема на тој начин да го употреби правото на вето. Останува да видиме, но би било интересно да видиме каков е тој план Б што може да се употреби за Украина, например, а истиот не може да се употреби на случајот на Македонија, затоа што Украина би се соочила евентуално со вето од страна на Унгарија, а ние сме соочени со вето од страна на соседна Бугарија. Веројатно ќе се согласите, значи стратешката позиција или геопозиција и на Украина и на Македонија не е иста. Затоа го имавме Орбан како отиде да пие кафе кога требаше да се одлучува за европската помош за Украина. Не сме го виделе Радев, например, да отиде да пие кафе кога се одлучува за некаков тип на македонско барање или за позициите на Македонија во Европската унија. Оттаму, реално ли е да се очекува дека Европската унија ќе се заложи со сиот свој капацитет за да ја протурка Македонија во тој пат на преговорите и да ја заобиколи Бугарија, како што тоа се случува со Украина во одредени фази, па дури и со Молдавија? Од она што можевме да го видиме во изминатите години, Европската унија не е подготвена да направи таков чекор. Една шанса за некаква промена даваат овие најави на новоизбраниот германски канцелар, кој што како да се подготвува да ја преземе водечката улога во Европа, нешто што беше случај со поранешната германска канцеларка Меркел, имајќи предвид дека кариерата на францускиот претседател во наредниот период ќе се
полека ќе се завршува и тој ќе го намалува своето влијание. Германскиот канцелар во една од своите најави пред да биде избран, најави дека ќе се обиде да го промени начинот на одлучување во Европската унија и во случајот на проширувањето. Хипотетички, со една силна германска иницијатива би можеле да дојдеме до промена на начинот на одлучување во Европската унија и да се надеваме дека една држава кандидат веќе нема да може да го блокира процесот на проширување. Истовремено, она што постои како евентуална пречка во текот на самите преговори, не би требало да го исклучиме, тоа се оние моменти кога други држави членки на Европската унија можат да го потребат своето право на вето во контекст на исполнување, односно на исполнување на критериумите за членство, копенхагенските критериуми. Затоа мислам дека нашиот фокусот на власта и администрацијата треба да биде кон што е можно позасилено исполнување на тие европски стандарди, затоа што ако се доведеме во случај да може Европската унија некако да го заобиколи бугарското вето, да оневозможиме други држави да го блокираат нашиот пат кон полноправното членство. Добро, политичкиот моментум оди на рака на државите од Западниот Балкан кои што сакаат да бидат дел од Европската унија и токму поради тоа е оно што го говорите дека треба да се направат сите овие напори за да не се отежнат од македонска страна. Дали во директни релации со Софија од ова што досега го гледате во бугарската влада и во бугарскиот државен врв пред се, има шанси за промена на позицијата, за некаков тип на гаранции или на одложено дејство на уставните измени, она што го бара официјално Скопје? Соседна Бугарија веќе подолг период е во една континуирана состојба на предвремени избори или пак ситуација во која што постои една нестабилност на политичките институции. И во последните неколку недели и месеци сведоци сме дека бугарската влада, иако има едно соодветно мнозинство во бугарското собрание, сепак веројатно нема да го заврши својот редовен мандат, што значи дека политичките партии таму не би биле заинтересирани да направат некаков компромис, затоа што тоа ќе значи намалување на нивниот рейтинг, при што не е неочекувано повторно да имаме предвремени парламентарни избори таму. Паралелно на тие процеси, не само во Бугарија, туку и во други држави кои што веќе се членки на Европската унија и во државите кандидати, гледаме една промена на расположението на идеолошко поле и истовремено се повеќе граѓани и следствено политички партии го напуштаат она традиционално гледиште за кој што веќе беше воспоставено во изминатите години, па би рекол и децени, за еден непријателски став кон Руската Федерација. Имено ние имаме лидери на држави членки на Европската унија кои што имаат редовна комуникација со руското раководство, кое што е официјално во војна со Украина, а мнозинството држави членки на Европската унија ја поддржуваат Украина. Што значи дека Европската унија е исправена пред еден предизвик каде што се нарушува незиното единство во заедничката надворешна и безбедносна политика и оттаму на тамошното одложување и на Македонија, на членството на Македонија и на останатите држави членки ќе значи дека други ентитети и влијанија ќе имаат еден отворен простор да го пополнат влијанието кое што го губи Европската унија, не само во државите кандидати, туку и во самите држави членки. Затоа сметам дека Европската унија можеби би требало да го охрабри тој диалог кој што ние би го имале со Бугарија и да се обиде да се надмине овој спор, дали со она што се бара од страна на соседна Бугарија, измена на уставот и неговото и одложеното дејство на тие измени, или пак со некоја нова формула која што ќе овозможи Македонија официјално да ги започне преговорите и како следен чекор да се изравни со оние држави кои што веќе преговараат. Да, но бугарската политика изгледа малку мешана во тој правец. Гледате, Деновиве Радев излегува со иницијатива за референдум за усвојување или неусвојување на еврото, на што остро се спротивстави тамошната влада и собранието, што значи дека овој процес и понатамошниот пат на овие држави од Западниот Балкан кон ЕУ во некоја рака се условени и од дел од политиките на бугарскиот државен врв, пред се тука мислам на председателот, кога тоа го велам. Поради тоа претпоставувам тоа е отежнувачки факт во целата работа, меѓутоа колку владата на ГЕРБ и на останатите партии
можат да бидат баланс во тој поглед? Самиот политички систем во соседна Бугарија не дозволува игнорирање на позициите на председател. Тој има некоја позасилена улога отколку што тоа е во нашиот устав и во нашиот политички систем. И ние сме сведоци дека некогаш во таа меѓусебна политичка борба внатрешна во Бугарија страда и она што значи интерес на постигнување добрососедски односи и воздржување од употреба на правото на вето. Дополнително имаше еден момент неодамна кога една од сега веќе повлијателните политички партии во Бугарија потпише и договор за официјална соработка со партија од Русија, со руската владеачка партија, што значи дека Европската унија, губејќи го влијанието, има возможува на други држави да влијаат во внатрешните политички процеси на државите членки и со тоа да го загрозат процесот на проширување. Така што јас не бивам голем оптимист дека во догледно време ќе се постигне некаква промена на внатрешната бугарска политичка сцена, дека треба да се воздржи Бугарија од употреба на правото на вето. Од друга страна, мандатот на председателот Радев не е на крајот, тој беше потврден за втор мандат од страна на бугарските граѓани и политичките партии во бугарскиот парламент кои што имаат еден потврд и поригиден став кон македонското прашање се засилува во последниот период, што значи дека доколку постои некаков прозорец на можности, тој би бил во текот на преку наредните 6 до 12 месеци, кога нашата влада би можела заеднички со Бугарија да постигне некакво решение. Во однос на македонската политичка сцена, јасни се делумно случувањата кои што не дозволуваат понатамошен пробив кон европските преговори, кон преговорите со Европската унија. Тие беа практично и дел од предизборните ветувања на најголемата партија што е на власт. Меѓутоа, таму имаме, во самата коалиција, веќе имаме некои придвижувања кои што можат да донесат одредени промени, во смисла на менување на партнерите во самата коалиција, кои што постојано повторува дека Европската унија е нашиот единствен избор. Може ли македонската политичка сцена да изнедри некакви промени во ставот кон уставните измени? Ние сме сега во една ситуација кога се приближуваме кон првата годишнина од парламентарните избори, изборот на владата, изборот на новата председателка и не треба да забораваме дека тој силен резултат и големата поддршка што ја доби владачката партија и на председателските и на парламентарните избори, меѓу другото се должеше и на позицијата која што имаше кон овој спор и кон прашањето за промена на уставот. На некој начин владата е во ситуација да ги следи своите предизборни ветувања дадени за оваа проблематика и да не ги изневери оние очекувања кои што ги имаат македонските граѓани. Македонските граѓани јасно кажаат дека се согласуваат со ставот дека не би требало да се промени уставот под овие околности под кои што сега Бугарија го употребува своето право на вето. И мислам дека евентуалната промена на коалицијските партнери внатре во власта не би предизвикала промена во однос на ова прашање, односно колку и да имаме промени во така наречените помали коалицијски партнери, нема да се постигне промена во оној став за измена, односно неизменување на уставот. Добро, за крај, колку на целата оваа ситуација ќе влијае или може да влијае забрзувањето на руско-украинските преговори за завршеток на војната во Украина? Еве и денес имаме еден таков обид, овој пат на повисоко ниво од сите претходни досега. И дали е тоа реално да се случи и да влијае и на случувањата овде во нашата земја? Доколку имаме ние еден брз крај на војните действија таму, постигнување на примери и постигнување на некаков конечен мировен договор, тоа секако ќе ги зголеми шансите на Украина да направи еден напредок кон преговорите и полноправното членство. И во сите тие околности би било наистина несватливо како држави како Украина, кои што се уште се во војна и би биле во една свежа поствоена ситуација, и Молдова би оделе напред кон полноправното членство, а државите од Западниот Балкан кои што
веќе децении чекаат за членство во Европската унија да останат назад. Тоа, според мене, ќе зголеми потребата Европската унија да изнеде еден нов механизам за забрзување на процесот на проширување, кој што не би требало да биде загрозен со оние релативно нови иницијативи, како што е Европската политичка заедница, за која што веќе утре ќе има една средба во Тирана. Што значи, европските држави би требало навистина искрено да пристапат кон процесот на проширувањето, може би да направат некакви измени во носењето на одлуките поврзани со проширувањето, со цел после крајот на руско-украинската војна ние да имаме една конечна стабилизација не само на регионот на Источна Европа, туку и на регионот на Западниот Балкан, затоа што анализирајќи ја картата на Европа денес, гледаме дека потенцијални конфликти на тлото на Европа покрај во Украина постојат само во некои делови од Западниот Балкан, што значи дека целосното вклучување на државите од Западниот Балкан во Европската унија ќе значи и конечна стабилизација на европскиот континент, нешто кон што сите тежнеат веќе со децении наназад. Ви благодарам, господин Умовски, што бевте денеска гости на Телевизија 24. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешниот аргумент. Пријатно.